Значи, тука сме повторно околу јазикот и сето ова што го започнавме пред малку. Значи, вие сте лингвист првенствено. Да. Знаете да кажете најточно, можеби, од најголемиот број на македонци вечерва, што е македонскиот, кој е македонскиот, од кога е и практично каков склоп од што се е македонскиот. Вака. Македонскиот современ јазик е континуитет, според мене, и моите проучувања на античко-македонскиот, на бригискиот, на пелазгискиот, на кититскиот, на феникискиот, на тројанскиот, на етрурскиот, на најстариот македонски јазик. Македонската азбука и писмо е стара најмалку 7000 години. Знаете, тоа е потврдено со проучувањата на архитектот Васил Илјов, еден од најдобрите познавачи на старите писма во Македонија, палеограф, кој што со докази на основа на најдените споменици писмени во Македонија. Најдени се во Говрлево, во Осинчани, во Церие, Црна Лома, Илина Гора. Тоа се споменици со просек старост и со писма, со писмени записи во просек негде со старост 7000 години пред нашата ера. Значи, ако Венчанското писмо се брои 5500 години пред наша ера, за едно од најстарите, и на 24. мај 2004 година во Нови Сад е одржан конгрес на лингвисти на кој се потврдува дека најстарата европска цивилизација почнува точно од Балканот, од Подунавието. Но не и дека Венчанското писмо е произлез за кирилицата. А јас во мојот материјал што го работам и книгата што ќе излези, ги поканувам истите лингвисти да дојдат на симпозиум во Македонија и да видат дека македонската азбука древна е со старост од над 7000 години. Ова стои потврдено, еве и во документите што стигна од Германија, древно македонска азбука стара 7000 години пред нашата ера и показ дека македонскиот е основа за сите јазици. Западната гранка полски, чешки, словачки, лужичко-српски. Источна украински, руски, белоруски, еве нашата група српски, словенечки, хрватски. Еве, може да... Да, во ред, ја мислам дека и доволно и видеа гледачите од ова што го покажавте. Знаете, македонскиот јазик е тројански јазик, а за мене Троја, Македонија е Троја. Името Македонија токму тоа значи. Троја остров. Земјата е стара геолошки 5 милиарди години. Има развојни периоди. Пред 275 милиони години во така наречениот Перм постои едно копно се вика Пангеа. Пангеа е спој на Европа, Азија и Африка. Ова Пангеа, кој ќе го прочитате, се добива Макеа на античко-македонски, затоа што според правилата на грчкиот јазик, ако е тоа грчко, Пангеа, НГ поминува во КН и се добива Макеа, Макена. Името Пангеа значи Македонија. Пангеа е островот на кој живееле заедно некогашните африканци, азијати, европејци. Белата раса се македонците. Ова копно постои, докажано е геолошки, се до потопите. Знаете, геолошки на секои 2,5 милиони години настанува топење на огромни ледови. И постојат податоци дека во 12-тиот милениум некаде завршува леденото време и тогаш настанува топење и огромен потоп. Во 12-тиот и библискиот е во 6000 години пред наша ера. Сакам да кажам, не, само момент. Постои доказ на францускиот научник, открив после моиве проучувања, Дано се вика, во 50-та година, кој тврди дека Егејското копно е мост, ова што зборував, меѓу Африка, Азија и Европа. Со потопот, кој е докажан
од Балар, од National Geographic, од американците, од оној човек што го открива Титаник, со цела една експедиција, покажуваат дека водата што доаѓа преку Средоземно море и ги пробива Дарданелите и Црно море, прави таков потоп да тогаш што ни Егејското копно и се создава Егејско море, а нели и Црно море, кое до тогаш било езеро, станува море. Ова се докажува со тоа што со најсовршени роботи одат во длабината и најдени се населби. За среќа, бидејќи на таква длабочина се конзервирале поради немање на кислород, останати се. И се докажува дека на вистина потопот настанал, оној библискиот. Што е поентата на сето ова? И не е приказна, и не е научна фантастика. Него македонскиот народ, како спои, затоа сме ние толку толерантни, спои на мешани народи тогаш, Африка, Азија, Европа. Со потопот луѓето бегаат, нели, најнормално. Еден дел си останува, другите одат на север, ја исполнуваат источна, централна, северна Европа. Таја цивилизација развиена била со своја писменост. Стои во големиот атлас на светот Љубљана 78. Секој нака земи да прочита. Во Македонија имало населби, имало цивилизација. На сликите најдени во Шпанија се гледаат жени кои играат околу своите мажи, дотерани со фризури. Тоа била цивилизација со своја писменост, со старост на оваа наша древна азбука, со која луѓето се селат и градат натаму царства. Тоа е царството на китите. Знаете, Мала Азија е пресликан Балкан. Тоа се бригите кои се преселиле од Балканот и таму е Мала Бригија, Голема Фригија, така наречена, Б таму се вика Ф, Фригија, таму се Лидија, таму е Меонија, таму се китите, таму е Троја, онаја Троја што ја открива Шлиман, тоа е Троја, од кога Троја била во Македонија, Троја од тројанците после војната што ја создале. Тоа се луѓето што одат до север, до Балтикот, до Арктикот, што викаше покоен Ристо Шишков. Сите македонци да сакаат да не уништат, не можат. Ќе појдат на Антарктик и таму ќе најдат македонец. Ова нема врска ни со национализам, ова има врска со наука. Тие луѓе имање малце визија во главата. Да, тие луѓе се враќаат заради промените подоцна или за корените како Словени. Ние сме Словени, ама прасловени стари 10.000 години. Прасловените имале своја писменост. Покажана е во книгата Влес, книга постои. Пронајдена кај царицата Ана Јарославна, таја е ќерка на новгородскиот кнез од Киев. Се мажи за Анри Капет, францускиот крал. И во граѓанската војна во Франција, библиотеката што ја има незина кралска ја распродаваат. Во неа е и таа Велес книга, така наречена, или Влес книг на руски. Тоа е книга... Влезната книга? Не, тоа е дрво, влез е дрво, леска. Односно, или Велес книга, прочитана на античко-македонски. Таа е книга изрезбарена на 45 штички, на која кој ќе ја читате е целата историја предбиблиска, историјата на прасловените. Таму е Кий, таму е Орест, таму се нашите Орести, таму се китите, таму се русите. Русите имаат потекло од Балканот, тоа се ликите. Руси кои ќе преведете античко-македонски се добиваат лики. Тоа се тројанците. Тоа е таа теорија дека тоа е тој истиот народ. Не, тоа е вистина, не е теорија, знаете. Да, тоа е народот што отишол и тргнал и се вратил. Не, треба да се каже ова народот да разбере. Азбуката е кирилица на Кирил и Методиј. Али тоа е реформа. Реформа на веќе постоечко писмо. Еве, јас можам да покажам, иако тешко се гледа. Во Гортин, на Крит, ако можете да го фатите, ова е типична кирилица. Ова е правните закони напишани на зидот. На Гортин, пред наша ера, стои, ова е снимнато од интернет, некаде 5 век пред наша ера. Ова е писмото на бригите. Буст Рафедон се вика. Еден ред се чита одлево надесно, другиот од десно налево. Ако може да се фиксира, ситно е, жалам.
се гледа кирилицата, без ниедна импорт буква. Типична кирилица. Иста како и денес. Да, значи, нашата кирилица, со ова не се намалува вредноста на Кирил и Методий. Тие луѓе само ја усовршиле, зашто да речеме, прасловенската писменост Црноризец Храбар добро кажува. Постоела претходно, постојат руни, тоа го потврдува и Марија Гимбутас. И тоа е познато, тоа е слоговно писмо. И ова на прасловените е слоговно преодно писмо кон денешната кирилица. Така. И вие која земате азбуката, се чита сета историја на македонците, али македонци сватени како еден широк поим. Тука сме ние македонците, али тука се и другите. Се тргнало од Македонија еден остров со многу население. Основата на тоа се македонците. И што повргу оваа вистина излези надвор, светот ја знае, ова го има, гледате во нивните книги. Треба и од кај нас да излези, може би чекаат од кај нас да се потврди таа вистина. Се разбира дека чекаат, кој може наместо нас да го направи тоа така. Апсолутно, кирилицата е само надоврзување и само да ја довршам мислата, затоа е така лесно прифатена од сите. Замислете инаку толку милиони народ од југ до север да се прифати едно писмо, затоа што им била блиска, им била позната. Постојат документи колку сакате. Да. Еден од тие факти на поврзување или камчиње во мозаикот, а поврзани со јазикот, е точно јазикот бурушевски, што го зборат хунзите. Да. Исто така јазик долго години третиран како изолат од светските лингвисти, затоа што не знаеле како да го дешифрираат. И веројатно постојат некаде кај што живееле така изолирани група на луѓе, нели? И изолирани долго време, сега е многу тешко за лингвистите да им го одредат коренот јазикот, се додека, нели, исто така грандиозното откритие на доктор Илија Чашура не го потврди тоа. Да. Значи, бригите кои ги спомнавте вие овде, или бурушаскиот е директен наследник на бригискиот. И тие се во сродност како староанглиски и средноанглиски, што би се рекло по некакви критериуми такви лингвистички за да не разберат луѓето и обичниот македонец. Зошто тогаш имаме проблем во врска со јазикот и со писмото? И тоа е еден од најголемите, зашто меѓу истите, нели, неверни томи секогаш прво се поставува како прашање јазикот и писмото. Знаете, според мене, зашто ова звучи лаички, но е голема вистина. Александар Македонски толку многу направил, таа огромна империја, да имам чувство дека светот се плаши да не се роди некој нов Александар, па што ќе појде во освојување. А не водат сметка дека по законот на енергија може би толку многу страв, на вистина ќе роди некој нов Александар. Која е инаку поентата на тоа да се знае вистината, а да се крие? Ве молам, овие научни вистини, до кои се доаѓа ги има во француските книги, во англиските, во германските, како видовте, во кинеските. На крај на краиштата, според овие теории, маите не се ништо друго од македонците што отишле таму. Ако го преведете името на маите, Мај И е равно на ОИ, се добива Мај ОИ. Тоа е името на македонците со кој ги ословува Аристотел кога му објаснува на Александар. Можете овие Мај ОИ, баш така, да ги најдете на стелата на Халкидик. Тоа е надгробна плоча на Филип Македонски, за која пишуваат грчките автори. Ова е издание нивно, нивна книга, се вика Маршот на теменидите на Исток. Поголем доказ од таа книга, збир на записи на стели на Халкидик, не постои. Во таа книга на секоја стела се предаваат написите, објаснувањето стои и стои дека тие се напишани на јазикот пред да биде променет, на старомакедонскиот јазик. До таму е националната територија на македонците, македонските имиња, македонската азбука. Секоја буква што не е грчка, тие велат дека е тоа грешка на граверите. Таму има тестамент на Филип Македонски, изгравиран на една стела,
каде се гледаат знаците на ова античко македонско писмо. Според мене, писмото со кое е изгравирана розетата и овој е едно од варијантите на античкиот македонски јазик. Знаете зашто? Зашто азбуката уште пред 7000 години пред наша ера е целосна азбука. Со оформени букви. Но може би, како што вели нашиот народ, на рабуш запишувал. Рабушот не е ништо друго него писмото на руните. Него многу е поедноставно на дрво или во камен да изрезбарите повеќе знаци, отколку целосни букви. Според мене, токму тоа писмо е едно од писмата. Македонците имале целосна оформена азбука уште пред 7000 години. И тоа стои. Записите, ако ги читате во Македонија, печатите најдени во Осинчани, во Говрлево, само со Бога сум, протумачени, нели ова се артефакти кои стојат. Или Крескај се во лед на почитуваниот Васил Илјов, заедно со сонцето. Кресни значи запали се. Го имате тој термин во Хрватска. И треба да се, знаете, да се има во предвид дека на почетокот јазиците се многу блиски. И еве како видовте се почнало од македонското и вие и ден денес како го слушате хрватскиот, тие викаат идем дома. Образ. Зачувани се многу дијалектизми. Точно ова кога говорите. Пред некое време гледав на хрватска телевизија нешто како емисија за земјоделците снимено во некоја од селата хрватски и човекот имаше таков дијалект како нашите источни дијалекти или некаде до кај Кумановско. Значи уште апсолутно. Човек што може да ги препознае тие нешта гледа за што се работи. За еден ист народ со некакви мали варијации во јазикот или писмото. Точно така. Всушност уште извинете ви упаѓам во збора, ама морам, опширна е тематиката. Троја била, затоа сме тука. Троја била целиот Балкан до Мала Азија. Ова стои кај Колин Рефју, англичанецот историчар. Знаете, Троја е тоа и се поделува на Дарданија и Троја. Целото Приморје, до Босна горе, Дунав, вие имате Винча. Извинете, ама Винча е Винке. Ч се добива К кога стои зад вокал. Ние имаме Виница. Тоа се мијаците, мизите се мијаците. Ај за мијаците малку. Што да ви кажам? Се смеат колеги. Да, мијаците се нашиот, нели, најдобар доказ, според мене. Мијаците, власите, македонците се најстарите тројанци. Мијаците се најстариот македонски елемент. Ги имате од исток до Дунав. Јас во разговорот со вас спомнав, нели, и паќе повторам. Во мијачкиот фолклор се песните за Дунав овча наија. За Левенди Ѓуро. За Левени Ѓуро и сестрата Анđелија. Левени Ѓуро се женел и ја кани сестрата Анđелија да дојде од овча наија преку Дунав. Тоа се песни кои зборуваат за битот на народот. Нели, мијаците ги има околу Солун. Од Галик, галичани мијаци, па нели со пасиштата се селат со стадата, па на Бистра. Тоа е нашиот најдобар показ за милениумите. Културата, битот, јазикот, фолклорот, како да ви кажам, писменоста, постојат насекаде, независно ако земете Мизи или Мези, познатата Фанула Папазоглу покојна, голем научник и палеограф, мезите е равно на А и. И вие кои ќе ги прочитате, добивате, се врши, се вика палатализација втора, кога Ц се најдува зад вокал, С и К преминува во Ц. И добивате мијаци. Земете ги, јас не знам, поради незнаење стануваат грешки. Замислете кога се това би се знаело, би немало војни. Власите В е Т. Ние викаме рамнина, равнина, Ма е равно на Т кај бригите, се троси, Л е Р, овие сите законитости стојат. Така. И стои тоа дека сите древни народи на крајот, нели, од таа една основа коренот е македонскиот. Од таа една основа излезено ова, фино го покажувате ова стебло. Многу вака разграноци или нијанси во
Нијанси се во прашање. Само кога ќе ни текне дека тие нијанси треба да не спојат, а не да не раздвојат. Сакам уште еден факт, многу битен. Мислам дека објавено е во разговор вака господинот Ристо Поповски. За да нема недоразбирање, Македонија, рековме, колкава територија била. Цела Далмација, денешна Албанија е посеана со Словени и македонци. Јас не знам зошто нашиве сожители се обидуваат да измислуваат. Тоските се знае, албанците се тоски и геги. Тоските се население локално, дел на тогашното античко население. Тоа се Словени, еве карта, може да ја регистрира камерата. Може, да. Се што може да се покажа не е на одмет. Ова е книгата од М.С. Лишчев од Москва, се вика Славјанско население во Албанија. И да се види дека на вистина топонимијата цела е македонска. Таа е словенска топонимија и нема потреба од создавање непријателства. Петар Поповски огромен дел од својот живот потроши на тие истражувања и исти се резултатите. Да, знаете, ама треба еднаш да доста се тие заплашува зашто ние тука живееме. Ако се знаат овие вистини, треба само да се развива живот, да се живее, да нема непријателства. Се друго е сметка. Така. Еве, регистрирајте. Многу голема вистина кажавте со оваа последнава реченица. Тоа ќе го оставиме некако можеби за крај за поента. Еве ја картата. Ако може да ја регистрирате, стои словенско население во Албанија. Ова е сето напишано на македонски, може да земите и да ако може да регистрирате. Нема сомневање дека истите тие топоними сега ќе ги најдете и во Мјачкиот крај. Како се повлекувале, тие си го оставале името на своето село од онаа страна, нели? Точно така. И затоа е цел тој континуитет на показатели и знаци кои само треба да знаеш да ги следиш. А еве се најдоа и такви кои знаат да ги следат. Па знаете како, мислам дека од Бога сме сите едно, луѓе. И мислам дека човечкиот живот има смисла ако си исполниш некоја задача. Мислам дека сите треба да придонесеме да го поминеме што помирно и што побогат овој земен живот. Материјалното е нешто без кое не се може за опстанок, но не е мерка. Да. Јас милувам да кажам, се што имам со себе носам. Иако може би бев, не е важно, скратен. Ми се допаѓа вашето мото. Значи, да се вратиме на писмото и на јазикот македонски. Јас пак сакам да ве прашам и да напоменам, бидејќи од она што јас вака многу скромно на тој план можам да кажам, е некој моје забележување, например, за една ситуација кога Александар оди во Пакистан. Да. Во Пакистан. Стига до Пакистан денешен, значи ја освоила Персија и нели до оној момент кога нашите македонци умртни после 8 години нели не се согласуваат баш сите да одат со него понатаму. И тука тој така наречен бунт на македонците. Меѓутоа пред бунтот, кога тој ја почувствувал атмосферата, а веројатно особено после бунтот, и Квинт Куртиеров, и Аријан, и сите, скоро сите, или еве барем двајца, тројца од античките записничари, напишале дека прв пат во животот Александар вовел цензура на писмата што македонците ги праќаат дома. И јас во тој момент си реков, ако немаме писмо, како ги пишувале македонците писмата, нели? И како Александар им правил цензура за она што е неубаво баш нешто кажано во врска со големиот проект освојување на светот. Точно така. Сега, може ли да ве дополнам со информација? Ова е само шлагворд мојево скромно забележување. Знаете како, еве, мислам едно неизвестување за грците, веројатно знаат. Нели, владее тезата во науката дека грците го зеле писмото од феникијците. Што е точно. Ама никој не се обидува да ја каже вистината дека тие феникијци се пелазгите кои од Балканот отишле во Мала Азија. Фени, кој ќе го преведете јазично, ФЕП,
Ни според китицкиот јазик, пелазгискиот, бригискиот, етрускиот, тоа стои објавено. Во учете китицки книгите објавени од Чикаго го имам, Хетитика 1 и 2 на Жак Куа и Ларош, ние ли и добивате пелисти или пелазги. Феникијците се пелазги. Азбуката на што е зеле грците е азбуката на феникијците, на пелазгите. Дека оваја азбука е на вистина, нели, феникијците се пелазги, сега не можев да ви донесам том книги, потврдува академикот од Москва Владимир Георгиев со зборовите во тој феникиски пелазгиски јазик. Потврдува Милан Будимир, академикот на САНУ, на база на анализа на речникот, на феникискиот јазик и пелазгискиот, и името се поклопува. Феникија е Палестина, е Пелазгија. Ако земите во Библијата, кога Господ сака да ги казни, според него, заради, да речам, лаички збеснување, почнаа, вика, да се изедначуваат со богови, вика, ќе ве вратам во кошарите на Крит и на Балканот. Вие пелисти, филисти, пелисти и феникијци се едно исто. И еве за јавноста, да се знае, грците се дори и данајци, а хајците, што се спомнуваат во битката за Троја, се исто некогашни пелазги. Дека данајците се ирански народ, зборува најголемиот германски лингвист Пол Кречмер. И ова е објавено во Жива антика, број 1, на страна 135, и го носам тоа списание, и во него лингвистот, и тоа дали го гризела совест или не знам, на 84 години ја објавува оваа вистина. И кажува дека данајци се речни луѓе, се дојдени од Иран заедно со индијците, одат во Киликија. Киликија е дел на Кититското царство, во градот Аситаванда со реката Пирамос. Таму го земаат феникиското писмо и хероглифите кититски. Од тука, поради битката со египетскиот фараон, во 13-тиот век битката, нели, победуваат египјаниве, се пренесени како робови на Пелопонес. И дека е показ, Пирамос, знаете, во антиката кој како се селел, си ја носел името на реката, на градот, на местото. Цела Анадолија е пресликана Македонија. Се што ви треба овде, ако не можете да најдете, земете карти од Анадолија, се ќе најдете пресликано. Јас тоа го применив. Така и они, данајците се иранско потекло, а дорците се Дакомизија, денешна Романија, Кереш и Букурешт. Кереш е реката со име Гризија. Од таму е Дора, дорците и данајците. Така да, ако тие го зеле писмото од феникијците и писмото на пелазгите, ова стои кај Диодор. Што значи, зошто се сите овие непотребни негирања и војни, кога се знае. Знаете, се знае во науката. Тука е веројатно овакво, таа една огромна мистерија која... Јас само си ја објаснувам со тоа што мислам дека светот сака да не има и дека ќе не има. Независно од сите овие тежини и од сите конструкции што се направени во 19 век. Затоа што не може овие вистини се кајнив. Не може толку енергија да остане така залудно потрошена, но дека бараат резултатот кај нас. А мислам дека многу луѓе, како например морам да го спомнам господинот Ташко Белчев, еден од првите венетолози, не знам дали сте ја читале неговата книга 4000 македонска цивилизација, историја и писменост. Тој човек покажува дека венетите се токму тие енети. Енетите, венети се темениди. Ние сме македонците темениди. Енеј е, нели, тројанец по војната кој што оди во Италија, во Кватроченто му е најден гробот и на него пишува Херакле Словенски. Ова се факти кои стојат. Така да, значи, еден човек прв кој ја започна венетологијата кај нас е господинот Ташко Белчев и треба оваа држава да му ја оддаде сета почит и сето тоа негово знаење да се искористи.
Покрај него е Васил Илјов, тука е Ангелина Маркус, Крп утеха, тука е Ксантика, морам да кажам, Здружение формирано за обнова на древните македонски традиции во 2003, со господинот Сотир Пастенаров и Олгица Василева и Јадранка Колева. И Паскал Камбуровски се разбира како еден од првите основачи на Ксантика. Еве, јас како надоградба морам да речам сета моја почит за господинот Сотир Пастенаров, кој е жива библиотека. Да, тоа се сите... Ова морам да го кажам... Тоа се сите вака екзотични луѓе собрани на едно место. Кои со сета душа и енергија работат на овие идеи. И ова мора да даде плод во институциите, знаете. Единствено тие беа тие што вака долги години наназад барем потенцираа, мотивираа, се славеше роденденот на Александар, се славеше 1 март. Да, и се уште се слави, Ксантика. Па Ксантика ми се чини дека веќе е популаризирана во Македонија точно заради друштвото Ксантика. Точно така. И сега веќе отприлика мислам дека и малите деца знаат што значело Ксантика и зошто се врзуваат сите оние мартинки. Тоа е тоа кога ледениот брег на една колективна меморија ќе почне да се топи. Знаете. За среќа, еве, доживеавме, можеби, почеток на еден таков процес во нашево современие и за промена тоа ме прави вака многу оптимистички расположена кон некои македонски нешта. А време е за реклами.